Тргна извозот на овошје и зеленчук кон Косово. Во саботата биле натоварени 8 камиони со земјоделски производи, тоа само од кванташкиот пазар во Скопје. Трговците на големо после двонеделната блокада поради повисоките царини што ги воведе, а потоа ги укина Приштина, сега тријат раце. Велат дека драстично изголемена побарувачката на овошје и зеленчук, а и цените веднаш пораснале. За разлика од минатите 2 недели, кога дури и во пладневните часови на кванташки имаше преполни гајби со овошје и зеленчук за кои немаше купувачи. Веќе од саботата наутро се продаваа и последните гајби. Праската поскапе од 20 до 25 денари, грозието од 30 до 35, а крушите на големо се продаваат за 40 денари. Сепак трговците се жалат дека блокадата им нанела финансиска штета, па сега се надеваат дека преку евентуалната зголемена побарувачка еден дел од загубата ќе се надомести. Во Министерството за земјоделство се уште ги прават пресметките за настанатите штети од двонеделната блокада. Ке ги разгледаме сите опции и можности во делот на штетите кои ги имаат претрпено нашите земјоделци, дали преку интервентни мерки за продавање на дел од производите за преработка, мерки кои што се постоечки, односно зголемување на самите износи или во поглед на зголемување на субвенциите по површина, истакна министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Косово на 18 јули воведе заштитна царина од 30% на 21 земјоделски производ. Минатата недела, по барање на земите членки на ЦЕФТА договорот, каде членува и Косово, првично беше укината царината на 17 земјоделски производи, но рампата остана за доматот, пиперката, грозието, крушата, јаболката, малината и капината, кои си дел од производите кои се најизвезувани од Македонија. Во вторникот, косовската влада ги укина и овие повисоки царини.